Советниците на денешната седница донесоа одлука за проширување на средствата на буџетот на општина Куманово за 2025 година. Станува збор за блок дотација од Министерството за образование и наука во износ од над 25 милиони денари, средства кои треба да бидат префрлени на училиштата во Куманово. Имено во текот на вчерашниот ден до секторот за финансиски прашања или во општина Куманово стигна допис од страна на Министерството за образование со кое што ни информира дека е направена интервенција во износот на блок дотациите за основни училишта и тоа по општините за 25 година. Имено во прилог на овој допис кој што ви беше доставен на вашите имейл адреси, беше дадена и табеларна прегледност поединечно за сите градови, од кои што исто така можеше да се согледа дека за општина Куманово претходно одобрените блок дотации се зголемуваат во износ од 25 милиони 694 илјади денари. Поради тоа се јави потреба од итност за организирање на една ваква седница, со цел овие средства навремено да бидат реалоцирани и да се бидат префрлени до основните училишта во општина Куманово со цел да ги искористат за покривање на нивните заостанати обврски и тековни обврски кои што ќе настанат до крајот на годината. Поради тоа, одлуката исто така е направена и доставена до вас и овие средства се, односно буџетот на општина Куманово се проширува на следниот начин, односно на подставката 74120 блок дотација од општини на одделни намени се зголемува за 25 милиони 694 илјади. Исто така за тој износ на расходната страна се распределуваат расходите на следните поставки, тоа 421.120 водовод и канализација за износ од 3 милиона и 200 илјади денари, 421.130 ѓубретарина за 5 милиона и 500 илјади денари, 421.240 течни гориве за износ од 7 милиони и 300 денари и 425.760 превоз услуги во образованието на износ од 9 милиони 694 милион денари или вкупно заедно 25 милиони 694 илјади денари. Ова е единствената причина, се разбира и другата причина е тоа дека исто така имаме добиено буџетски циркулар од страна на Министерството за финансии дека Трезорот се затвора со работа на 15.12. Поради тоа е исто така итноста со цел овој буџет да се учита и да можат средствата до понеделник да бидат префрлени на училиштата. Секторот за внатрешни работи Куманово информира дека вчера во полицијата било пријавено дека во Скопје е пронајдена 29 годишната Кумановка заедно со едногодишната ќерка, за која на 9 декември во СВР Куманово нејзиниот сопруг пријавил дека се оддалечила од семејниот дом со детето. Полицијата информира и за приведен 17 годишник од Кумановско, бидејќи кај него била пронајдена марихуана. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок, соопштија надлежните. Центарот за развој на Североисточниот плански регион денеска во ресторан Грација организираше обука на тема Основи на зелена инфраструктура и зелени градови во рамките на проектот Урбано зазеленување за здраво дишење. Станува збор за проект финансиран од Европската унија од ИПА-3 програмата прекугранична соработка меѓу Македонија и Бугарија. Станува збор за втор тренинг, првиот тренинг се одржал и бил пред 5 месеци. Се работи за проект од Европска унија, од ИПА-3 програмата, прекугранична соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија. Партнери во проектот се Центар за развој на Североисточниот плански регион, општина Кюстендил и општина Куманово. Се работи пред се за зелена инфраструктура и самиот проект урбано разеленување за поздраво дишење ме наведува на тоа да од активности ги треба да исковеде центарот, се пред се мапирање на потребите од разеленување на града, изработка на стратегија и акционен план за идниче. Целта на този проект Целта на проектот е подобрување на зелената средина во двете општини, Куманово и Кюстендил, односно подобрување на средината во која живееме за поздрав живот на децата и на сите граѓани. Не е само парковите, тука се и друга инфраструктурна опрема или инфраструктура која може да се стави во повеќе функции, во функција на намалени влијања климатски промени, во функција на прифаќање на големите количини на тошта, во функција на, ајде кажеме, не е само урбаното, туку и код Рабов или вон градското површина е таа која што тоа се заштити. Се работи со природни решенија, как градови, например, се намалат ерозија, како да се заштитат поплави и така. Ако не сето ова
гради концептот за зелена инфраструктура. Всушност, самите знаете, едно од 7 антички светски чуда се зелените градини, туристичките градини на Вавилон, каде што всушност пред лебници години била поставена инфраструктура зелена, се со цел градот или тогашниот Вавилон да биде заштитен, била чист воздух, да се заштита од ерозија, да се влијае на поплавите и така нататък. Значи всушност не е дека Бугарија е многу напред, а може и повеќе во делот на заштита на животна средина, може и повеќе средства ќе стева. Јас секогаш викам дека со домаќинско однесување и одржливо менаџирање на проектите и на буџетите, самите општини може да допринесат за зголемување на инфраструктура, подигнување на нивото на отпорност на заедницата од природни непогоди, а со тоа автоматски доаѓа нивна пейзажната вредност, всушност на зеленилото. Во казнено-поправната установа Затвор Куманово, согласно подпишаниот меморандум за соработка со Националната установа Музеј Куманово, на делот осудените лица им беше прикажан документарниот филм Макраме на Надица Петковиќ, кустос советник етнолог. Филмот ја обработува традиционалната техника на плетење, при што освен афирмација на културата и традицијата, носи и порака за важноста на вербата во себе, истрајноста и упорноста. Документарниот филм Макраме годинава е добитник на наградата Уника, која ја доделува Меѓународната асоциација за уметнички филм. Инаку меморандумот за соработка меѓу двете установи предвидува реализација на проекти за ресоциализација и рехабилитација на осудени лица преку соработка и помош во областа на културно-просветна дејност. Пчеларското здружение Пчела од Куманово деновиве го одржа своето второ предавање по програмата за едукацијата за 2025-2026 година на тема терморегулација кај пчелите. Предавач беше долгогодишниот член на Здруженијето Пчела Александар Јаневски, професор по биологија во гимназијата Гоце Делчев во Куманово, искусен и врвен пчелар кој пчелари во реонот на село Довезенце со околу 90 кошници, информираат надлежните. Собранието вчера го донесе буџетот за 2026 година. Буџетот за следната година тежи речиси 6,78 милиарди евра и во него растот на БДП е проектиран на 3,8%, а инфлацијата на 2,5%. Вкупните приходи треба да изнесуваат 374,9 милиарди денари, а буџетскиот дефицит 39,2 милиарди денари или 3,5% од планираниот БДП.